За еден ден се преполовија прекршоците во системот Безбеден град. По огромниот број предупредувања кои стигнаа преку пораки и на мејл, скопјани станаа повнимателни. Системот на 1 декември регистрирал 110.000 прекршоци, а по 24 часа бројката падна на 50.652. Од МВР информираа дека веќе се идентификувани сообраќајните точки во градот каде што се направени најголем број на прекршоци. Најбрзо се возело на излезот од Скопје кон Тетово и на булеварот Никола Карев, додека најмногу на црвено се поминувало на улиците Цветан Димов и Џон Кенеди. Најголемата регистрирана брзина во тест периодот изнесувала 209, додека најмалата брзина за која е регистрирана казна е 51 км на час. Во текот на вчерашниот ден за само 12 часа се регистрирани 22.600 прекршоци, од кои речиси 95%, односно 21.400 се за пречекорување на брзината. Во периодот од полнок до пладне има евидентирано најмногу прекршоци за возење побрзо од дозволената брзина на излезот од Скопје, кон Тетово, каде се регистрирани 4300 прекршоци, како и на булеварот Никола Карев, каде се регистрирани 3000. Податоците од Министерството за внатрешни работи покажуваат дека од вкупниот број прекршоци убедливо доминираат казните за брзо возење и поминување на црвено, а биле фатени и возачи со нерегистрирани возила. Инаку од 1 декември почна пробниот период за системот Безбеден град за автоматизирано регистрирање сообраќајни прекршоци кој ќе трае еден месец, односно до 1 јануари 2026 година. До нова година возачите ќе добиваат само предупредување, односно известување за сторен прекршок, без изрекување казни, а од 1 јануари идната година системот ќе почне целосно да се применува. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски рече дека никој нема да биде поштеден од казните што ќе ги евидентираат камерите. Во овој тест период се опфатени Скопје, Тетово и Куманово како градови, како и коридорите 8 и 10.